Тоа беше врапчето Милетна, ова сум јас со научари затоа што знаете дека сум ќора. Не гледам. Од многу учење ми беше тоа, затоа викам деца, не се шегувам. Учете си за да можете да работите некоја тезга на пазар, евентуално да возите такси или па не знам, стави си, немате многу опции. Пак се шегувам. Немој да ме сватите премногу сериозно и да ми се налутите. Исто како и Твитерот, не е за да го сватите премногу сериозно, напротив е за да се расположите и да се насмеете. Периодов сум цело време по свадби, треба да подигнам цел еден кредит само за да постасам да бидам дел од сите свадби и церемонии, но како и да е не се жалам. Свадба ти е едноставно, јас би рекла, журка за сиромашни. Ова беше нечи твит, треба да побрам чифе, но еве ги денес твитовите на тема свадби. Гр, мјау, мјау, вели, како си помина на свадба? Убава беше тортата. Продолжуваме со Картов Горан, пирошките. Најбитниот момент, ако немате слика од пирошка на свадба, исто како да не сте биле на свадба. Или свадба без пирошка не е свадба. Апсолутно се сложувам со Горан. Не може без пирошка. Така и се тргнале пирошката, ви исто како комшиите по влечки што излегуваат надвор за да ја гледат целата манифестација. Флинт на Твитер вели, ако преку викенд носи одела, не мора да значи дека е министер кој стварува 24/7 365. Може човекот оди на свадба. Вистина, па вие одма. Шо, не може да се дотера? Посебно сега е на мода и во петок да се прават свадби. Па и во среда треба да се прават свадби, зашто си го расипувате викендот. Што чудно, и во среда да видите некој дотеран и одма се затрчале. Ево и министер да го фатам за дечко. Не мора да е министер, мори гуско една. Може едноставно човекот оди на свадба. Продолжуваме со ќе одам до банкомат да извадам поклон за свадба. Дами и господа, поздрав за Ескобар, баш така. Вилија, кај да најдам плико да го собереш поретов за ваква за поклон за свадба? Сега многу модерно. Поклон во плик. Океј. Валентина малку посликовито вели, ајде, нека ви е среќна свадба за многу години и се од другава страна. Фала, ама јас сум келнерот. Браво, Валентина. Матикуле исто добар. Drinking game на свадба. Една ракија на секое, ајде, и на твоја глава. Пијан си пред крајот на почетокот, пијан си пред крајот на приемот. Едно време така мене ми цело време вика ајде на твоја глава, почнав да одам на погреб и да викам ајде и на твоја глава. Од тогаш па натаму никој не ме закача. Ова беше црн хумор. Колја вели кој не плаќа за кондоми, плаќа за свадби. Така е бе, Колја бе, не си го продавај чифлигот, паметен човек, си ти знаеш што збориш. Еве сум јас, кој да ти каже Ивана, денеска се сите омаживте, оженивте или остана нешто и за следниот викенд? За другарка прашувам, не ми е мажена. Боби на Твитер. Како си поминавте на свадба? Топ, преубаво. Едва и чекам пак да прават. Замисли така да им речеш. Кога ќе правите втора свадба? И еве сме со Јан. Кога бев четврто оделение, желба ми беше свадба да правам на 25 години, ама сеа истиот муавет. Исто, поздрав, мамо, зошто да правам свадба. Последното е Лихнида Охридска. Иронија е кога младоженецот ќе го грабне микрофонот на сред свадба и ќе ја запее: "Ние живот, една жена, шта си жено умишлена." Колку луѓе го исклучија моментално телевизорот, многу ме погодува песната. Посебно многу сакам кога ќе ми ја испее дечка ми у кафана. "Ние живот, една жена."